Добар ден и од мене, ова е 0N+ на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за најчестите проблеми со кожата кај бебињата. На телото на најмалите често пати може да се забележат разни исипи, алергии, перутање на кожата. Родителите често пати се загрижени поради тоа, нервозни, се прашуваат дали е тоа нешто сериозно, дали може да има компликации, но најчесто сето тоа поминува само од себе. За сето ова ќе зборуваме со денешниот гостин, примариус доктор Душко Фидановски, шеф на одделот за неонатологија и педиатрија во Аџи-Бадем Систина. Добар ден. Добар ден. Да започнеме со чувствителната кожа на бебето. Кажете ми на кој начин треба да се негува и зошто е толку чувствителна? Ја би кажал дека е тоа така, бидејќи кожата всушност можеме да кажеме дека представува најважниот орган од сите органи, органски системи. Зошто е тоа така? Бидејќи пред се е директно изложена на надворешната средина. Ниеден друг орган во човечкото тело ја нема таа можност. Така да тука изложеноста е на разни штетни агенции преку промени на температурата, влажноста, химикалиите, микроорганизмите и така натаму. А ако гледаме однос на односот површината на кожата и телесната тежина, посебно кај децата, тоа е дефинитивно најголемиот орган во човечкото тело. Така да од тие причини кожата е многу специфична, специјална и манифестира различни промени кои се случуваат во телото внатре на бебето, на детето, меѓутоа и нешто што делува од надвор. Она што е многу важно во првите месеци од животот на бебето, бидејќи тогаш чувствителноста на вистина е најголема, е дека треба да кожата ја задржи својата неутралност, односно pH незина, која што изнесува некаде од 4,5 до 5,5, тоа е она концентрација на водородни иони, значи на слаба киселост, треба да се одржи тој pH. И втората работа е да има соодветна влажност. Значи, пореметување на едното или на другото доведува до нарушување на интегритетот на кожата. Интегритетот на кожата која ќе се наруши предизвикува тоа да таа биде многу порозна на штетни агенции кои доаѓаат од надвор и да ја губат водата од натрешноста, значи да дехидрира кожата и тогаш таа станува подложна практично на тие промени кои што ги забележуваме ние родителите или значи она што може да се манифестира. Да почнеме од најчестите промени кои што се вуваат на самиот почеток, неколку дена после раѓањето, тоа е лупењето на кожата. Родителите забележуваат една таква промена, дали е тоа нормално и како во тој случај да постапат? Кожата е посува кај некои бебиња, посебно тие што малку пред време се раѓаат, значи кај нив она перутање што го викаме народно. Тука пред се треба да се спомне дека во првите 2 недели практично она што е многу важно е да бањањето биде краткотрајно, значи да не трае предолго. Бидејќи престојот во вода исто така е штетен, колку е штетно од тоа да нема контакт кожата со водата, толку е штетно е да предолго остане во вода, значи некаде 5 до 10 минути да трае максимум бањањето. Доктор Фидановски, се извинам што ве прекинувам, а дали треба секој ден да се капе бебињето, дали треба да се бања секој ден? Има тука различни препораки. Ставовите кои подолго веќе се во оптек и дека се препорачуваат е тоа дека првото бање посебно треба да се одложи. Значи дури после неколку дена бебето прв пат да се избања, тоа е заради зачувувањето на така наречениот верникс, тоа е еден слој кој што го има на површината на кожата со која што бебето се раѓа, кој е составен од протеини, масти и вода и кој што е природна заштита на бебешката кожа. Така да тоа е она што го штити и не му треба ништо друго за да биде заштитен. Затоа ние не смееме на сила тоа да го отстрануваме тој верникс, тоа е еден беличест слој кој што го има по површината на кожата со кој што бебињата се раѓаат. И доколку тој го отстраниме, тогаш може да има проблем. Затоа се одложува бањето, посебно триењето на кожата, за да природно самиот тој слој се резорбира, велиме ние, да влезе внатре во кожата, а не ние насилно да го отстраниме. И природна заштита да представува. Представува природна заштита, така да дури најновите препораки се да во првите 2 недели бебето не се избања повеќе од 2 до 3 пати.
Што се коси сосема со она што беше препорака порано. А подоцна во текот на понатамошниот живот нели на бебето, во текот на првите месеци и првата година, може секој ден или секој втор ден евентуално. Значи бањање со употреба на многу малку шампони бебешки, значи минимална употреба на шампони, дури само туширање само со вода, дури и пребришување на кожата со млака вода, со крпа натопена, практично памучна тканина натопена со млака вода и користење потоа на хидратантни млека, така наречени емолиенти, кои што ја враќаат влажноста и кои што го одржуваат тој pH кој што реков дека е потребен. Така да ставање на разни масла, креми не доаѓа во предвид, освен во пределот на пеленската регија, каде што може да се употреби некои од кремите кои што содржат повеќе масти. Така. И тоа не на гениталите, обично родителите ги ставаат на гениталите. Целата површина, така, да, мачка, туку така. треба да се стави само на оние засеци кои што се наоѓаат во препонскиот дел и евентуално околу анусот, и тоа е се што треба да биде прекриено со такви масти. Она што исто така се препорачува е да се, откако ќе се избања бебето, да се упие водата, да не остане. Зошто е тоа важно да не остане влага на кожата? Да не се наруши интегритетот на тој стратум корнеум, медицински да се изразам, се вика, тоа е површинскиот слој од кожата, кој ако се оштети, тогаш ќе прави кожата да биде многу осетлива. Така. И откако ќе се упие убаво, значи кожата која што сме ја измиле и сме ставиле потоа хидратантно млеко, треба да се користат памперси, односно пелени за еднократна употреба, кои често треба да се менуваат во текот на денот, значи често, велам на 2 до 3 часа, бидејќи се препорачуваат повеќе да се користат таков тип на пелени, а не овие што можат да се мијат, да се памучни, односно платнени. Тканини, да, бидејќи апсорптивната моќ е многу голема нивна и на тој начин ја одземаат влагата, која повторно велам дека ако долго време стои на кожата може да делува штетно, а не корисно. Често пати во пеленската регија се јавува црвенило, односно пеленски исип. Веќе напоминавте што може да биде причина за тоа. Како родителите да реагираат во таков случај кога ќе се јави пеленски исип кај бебето? Да, обично се јавува подоцна во текот на животот тој пеленски осип, значи обично го опишуваат дека е некаде 7-8 месец. Меѓутоа не значи дека не може да се појави и кај помалите бебиња, се јавува во пределот кај што практично две работи се битни за зошто се појавува пеленскиот осип, тоа е иритацијата, триење на кожата со нешто и стоење на подолго време на влажна средина. Така. Значи тоа е баш пределот на пелената каде што стои, сите испакнати делови. Тука има некои фотографии кои што покажуваат. Да, сите испакнати, гледате, сите конвексни делови од телото кои што се покриени, кои што се изложени на иритација од пелената или од присуството на влага, најчесто од урина и од столицата. Во урината и во столицата има уреа која што многу штетно делува на кожата, а и самата влага ја оштетува, така да тоа е причина за појава на црвенилото. Така. Кога ќе се појави црвенилото, тоа е доста непријатно за бебето и најчесто една од најчестите причини за плачење на бебето е всушност нервозно бебе всушност, така. Не е ниту стомачните грчеви, ниту нешто дека му е друго лошо дека се случува, туку едноставно ја го боли црвенилото кое се наоѓа во таа регија. Црвенилото треба да се третира на тој начин што треба да се менува нели почесто памперсот, пелената за еднократна употреба што е да се измие тој дел со млака вода и со памучна тканина, никако да не се користат оние влажни марамчиња кои што обично се користат, туку тоа да биде со вода и со мека тканина, да се избрише убаво и да се упие влагата и после тоа да се стави некој од заштитните креми, ги има многу на пазарот, содржат цинкоксид. Така, дали треба да се сите со цинкоксид кој што ја обложуваат практично тој дел кој што е иритиран и не дозволуваат да дојде до дополнителна иритација и до она што од што најмногу се плашиме и кое што може да ја пролонгира да го пролонгира целиот проблем, тоа е појава на инфекција. Така. Најчесто инфекциите тука тоа е регија која што не е чиста, тука има габички, има бактерии. Најчесто габична инфекција настанува која што ја прави кожата уште поцрвена,
уште поиритирана, уште поболна, а потоа може да се појави дури и бактериска инфекција. Стафилокок, стрептокок се најчесте бактерии кои тоа го прават и тука веќе треба да се оди на третман соодветен. Како родителите да проценат дали се работи за обичен пеленски осип или се работи за нешто покомплицирано, односно некоја инфекција бактериска како што споменавте? Ако со овој третман хигиенски, да речем, не дојде до повлекување, тогаш треба да се помисли дека можеби се работи за нешто што е покомплицирано и треба да се јават на лекар. Тоа е веќе знак дека треба да одат на педијатар, да го види педијатар тоа и доколку смета дека тука има, велиме ние, супер инфекција настаната, тогаш треба да се примени некој од антимикотичните или антибактериските препарати. Најчесто се користат комбинација на средства кои што содржат антимикотик, средство против бактерии и средство за регенерирање на кожата. Така. Третманот треба да трае додека не дојде до комплетно повлекување на црвенилото и се тоа што го спомнав по однос на тој хигиенски режим. Многу е важно исто така доколку децата примаат лекови, односно антибиотици, или мајката прима антибиотици, а дои, пеленскиот осип и посебно појава на габична инфекција може да биде заради примањето на антибиотиците. Тогаш задолжително треба да добиваат и пробиотик. Така. Децата... Како се дава пробиотик кај бебињата кои што цицаат? Да, тоа е едно често прашање на мајките. Сега има пробиотици кои се во форма на прашок, во форма на течност, така да може директно најчесто во таква форма се даваат, може на лажиче да се даде, така да обично децата не прават проблеми никакви. Прашокот се раствара во обична вода или може да се раствари во млекото, во мајчино или во формула ако е на вештачка исхрана. Така да може многу лесно да се спроведе таа терапија и со пробиотик. И да се реши тој проблем. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма, доколку гледачите сака да се вклучат во разговорот, слободно можат да го направат. Околу 20% од бебињата добиваат акни на лицето. Значи сега зборуваме за новороденчињата. Најчесто се јавува кај новороденчиња. Како резултат на што се појавуваат акните? Да, веќе вие спомнавте дел од она што значи некои физиолошки промени на кожата, ги викам физиолошки нормални, кои што ќе се појават и ќе се изгубат, меѓутоа прават голем страв предизвикуваат кај родителите. Најчесто најрано осип се појавува по кожата, тоа е некаде вториот, четвртиот ден после раѓањето, се јавуваат црвени петна во кои во средината има како пликче исполнето со течност. Тоа е така наречениот екзантем на кожата кај новороденото, кој што е природна реакција на кожата на надворешната средина, која е непријатна туѓа за детската кожа, која до тогаш била заштитена во стомакот на мајката. Во соодветна температура, влажност и pH на средината, сега наеднаш доаѓа до контакт со нешто што е неприродно и се појавува тој осип, кој се најчесто на телото. И за 2-3 дена треба да помине. Тоа е најчестиот начин како да разграничиме дали тој осип е овој или се работи за некоја патологија, односно инфекција. Така. Друго нешто што се појавува, тоа се тие акни што ги спомнавте, кои настануваат најчесто на лицето, на кожата од лицето, значи за разлика од ова претходно што го спомнав кој е на телото, ова е сега повеќе на лицето, меѓутоа може да се појави вратната регија и некаде во пределот на рамениците, секаде каде што постојат практично потните жлезди кои знаат да се обструираат, да се затнат и да не можат да елиминираат содржината која што е предизвикува, така да се создаваат промени по кожата кои личат исто на меурчиња исполнети со течност и кои што најчесто поминуваат сами од себе. Повторно велам, она хигиена што е веќе спомнав, хигиенски режим, значи миење со благи природни шампони кои што практично гелови за бањење кои не содржат парфеми, парабени, да, кои имаат неутрален pH. Значи важно е родителите да читаат состав кога купуваат средства за хигиена. Имаме гледач на линија, ќе продолжиме тука каде што запревме. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Бака, сега јас сум мајка на 8-месечно бебенце и имавме осип пред известно време по рачињата, по ноđињата, значи таму кај што му се преклопуваат рачињата. Тоа најверојатно која фатија сега жештините. Толку многу се осипа што на педијатар значи не препиша кортикокрема, шурупче некој да пиеме и да мачкаме
други спреови да прскаме, со тоа што како јас го мачкам на тоа место се повлекува, меѓутоа на друго место се појавуваше, се додека траева топлините. Сега кога малце намалија температурите, тоа се повлече. Сега за во иднина, значи како да се заштитиме, да нешто превентивно, пошто сигурно ќе има покачување на температурите повторно и ќе се потат бебињата и така натака, што да ставаме превентивно за да не дојде до тоа да ставаме пак кортикокреми, пошто се тие штетни за бебињата и колку пати во текот на денот да го тушираме за да евентуално ако тоа нешто спречува. Така да не се повтори. Осип од горештини или врукјаници најверојатно се работи за такво нешто, тоа е тој така наречен hot rush, што го викаат, или врукјаници кај нас познати. Се јавуваат на местата на телото кои што се изложени на висока температура. Може да биде тоа лицето, меѓутоа најчесто се работи за покриените делови од телото, значи градниот кош, рамениците, прегибите и се јавуваат заради претоплување практично. Така имаме се тука некои инсерти конкретно. Добро, ова може да да биде не, тоа, може и да значи не е многу така. тешко може да се вака од сликава да се разграничи, меѓутоа секогаш треба да се помисли прво на претоплувањето и да се отстранат причините кои довеле до претоплувањето. Изложеноста на висока температура, премногу облекување, значи тоа многу е важно. Така да се расоблече детето. Родителите знаат премногу да ги облекуваат децата на овие горештини, така да доаѓаат тие облечени лесно, а децата облечени со долги ракави, дури со два пара, да речем, панталони, така да тоа е она основното што треба да се направи, е да се бебето расоблече, да се температурата во просторијата каде што престојува не треба да биде многу висока, може да се употреби дури и климатизер, само да не биде изложено на директно настројање, и во автомобил исто така може да се користи, ако се патува со автомобил да се прават паузи почести и да се одмива кожата, значи да се тушира практично, што рече и гледачката, со вода и без употреба многу на, повторно напоменувам, на шампони. Јас најдов некаде дека може се користи раствор од сода бикарбона со обична може вода, и такво нешто, дури може и обичен оној физиолошки раствор, тоа е оној раствор од 0,9% натриум хлорид. Посебно кај децата кои што имаат ова дете кое што пред малку го видовме тука на слайдовите, мислам дека можеби се работеше и за атописки дерматит. Атописки дерматит. Кај атопискиот дерматит веќе се работи за посериозна патолошка состојба, која треба да се разграничи од врукјаниците и таа обично се јавува некаде меѓу 3-тиот и 6-тиот месец почнува тој атописки дерматит и има места кои што ги сака атопискиот дерматит, тоа е лицето. Обично почнува на лицето, на образите, потоа се јавува на надворешната страна од горните екстремитети и долните екстремитети. Кожата е рапава, сува прво, а потоа се појавува црвенило кое има интензивно чешање, предизвикува, а на тоа црвенило може потоа да се накалеми повторно и инфекција. И тука веќе доаѓа во предвид можеби третман кој што е посериозен, спомна гледачката, слушателката, кортикостероиди кои ние не ги сакаме воопшто, бидејќи имаат многу нуз ефекти, меѓутоа кога има ситуација на потврден атописки дерматит или екцем познат во народот, тогаш може да се размислува и на така наречени нископотентни кортикостероиди да се употребат во локалниот третман. Ние веќе немаме време, сато сосема на кратко, дали себоричниот дерматит, односно оние масни лушпи што се вуваат на кожата на главата, тоа е теменицата, така наречена, тоа се оние наслаги кои што физиолошка промена. Да, најчесто е физиолошка промена, се јавува сосема рано. накратко како да се реши тој проблем? Значи, третманот бањењето може да се користат, постојат специјални масла кои што се ставаат на површината на кожата на темето. Треба да постои некој време, потоа да се бебето едноставно измие косата со вода и со шампон. Ви благодарам за гостувањето во Нула Импулс. Се надевам дека ќе се видиме повторно и ќе разговараме на некоја друга тема. Ви благодарам и вам што бевте дел од емисијата. Се гледаме утре во редовниот термин од 12 до 12:30 секако на телевизија Телма. Пријатно.